И моето трето прашање е за случајот Бојан Христовски, кој скандалозно беше назначен за директор на Агенцијата за национална безбедност. Имено, вие утврдивте дека лицето Бојан Христовски не е партиски кадар. И сега ме интересира како вие го утврдивте тоа. Затоа што на ова никој нема да ви поверува. Доволно е да ги отворите кампањите, Facebook профилот на Бојан Христовски, ќе видите дека он е исклучително активен член на владеачката партија, која што сега го именува на една висока позиција во извршната власт. Имено во Агенцијата за национална безбедност. И неговото назначување не беше контроверзно под една работа, госпоѓо председателке на Комисијата за спречување на корупција, туку по многу основи. Значи, од неговата диплома, која што е прибавена во приватен универзитет, каде што се штанцаат дипломи, каде што во програма од 4 години се добива диплома за 1 година. И уште поскандалозно, тоа е универзитет каде што е во собственост токму на бивши градоначелник на партијата, која што сега го назначува Бојан Христовски за директор на АНБ. И да биде уште по нелогична ситуацијата, вие назначувате член од вашата комисија да го истражи овој случај за неговата диплома во универзитетот, каде што тој член во исто време има деловна врска со универзитетот. Значи се поставува прашањето кој ги надгледува надгледувачите, односно кој ќе прикаже корупција на антикорупционерите. Понатаму исто се погласивте за ненадлежни за неговата диплома за познавање на странски јазик. Мислам дека овој случај сериозно го наруши кредибилитетот не само на институцијата, туку и довербата на институцијата, а и вашиот кредибилитет како председателка на таа институција. И мислам дека редно време е да покренете постапка и да го спречите ова партизирање на една ваква сензитивна функција и уште еднаш да укажете на тоа дека ова е неправилно назначување и извршната власт да си најде некој друг соодветен за оваа функција. Почитувана председателка на Комисијата за спречување на корупција. Мислам дека не се разбравме баш најдобро во врска со ова, но ајде да пробам да ве прашам дополнително, на што ќе ви дам можност да се дообјасните. Дали членот на кој што е доделен предметот да го работи нема никаков договор за деловна врска со универзитетот или нема договор кој што предвидува финансиски бенефит? Ме разбирате? Значи, фактички, лицето, членот на комисијата, на вашата комисија, што на универзитетот, каде што има деловна врска, проверува диплома на именувано лице на кое што му е оспорена дипломата од истиот тој универзитет. Значи, и да нема финансиска корист од тоа што е член, академски член на тој универзитет, сепак има некаква врска со универзитетот и тука се доаѓаме до судир на интереси на тој член. И второ, како подпрашање на ова, дали при доделување на предметиве кои да го работи на еден од членовите, конкретно за овој предмет на Бојан Христовски, дали имате некој метод на кој што го доделивте на колешката баш која што има деловна врска со универзитетот или тоа се случи по случаен избор? Благодарам.